Оздруженијето Екогерила се сомневаат дека интересни групи влијаат на одолговлекувањето на заштитата со цел изградба на мали хидроцентрали кои државата ги субвенционира. Овој вид на притисок или лобирање од страна на хидромафијата не треба да биде земен предвид од граѓаните и владата. Тие треба да дадат приоритет на заштитата на разни растителни и животински видови на планината Шара и уште поважно, заштитата на водните ресурси за жителите на подрачјата околу планината. Отаму велат дека од малите хидроцентрали само ќе се збогатат одредени поединци. Бенефит нема да види ниту државата, ниту населението. Интересите на граѓаните и жителите на заштитеното подрачје треба да бидат приоритетни во однос на интересите на мафијата на хидроцентралите, која уништува природни ресурси со државни субвенции, односно со пари на граѓаните. Од Министерството за животна средина истакна дека во тек се активности за изработка на конечна верзија на студијата за валоризација на Шар планина и усогласување со другите сектори, како економија, шумарство, енергетика, туризам, пошто ќе следува постапката за прогласување. Неодамна министерот за животна средина изјави дека идниот национален парк ќе биде прогласен во октомври годинава, но во моментов се спорни само 10% од идното заштитено подрачје.